Добро утро, почитувани слушатели на Лидер ФМ. Точно е 8 часот и 22 минути. Време е за едночасовното интервју во утринскиот подкаст на Радио Лидер. Да се биде политичар, да се биде јавен функционер, значи да се биде одговорен. Не само на оној професионален план, не само во она што се работи, туку и на личен план. Затоа што на крајот од денот граѓаните се оние кои ти обезбедуваат платата. И граѓаните се оние кои како државен функционер те финансираат. Токму затоа политичарите треба да бидат одговорни и во личниот живот. Каде одат на одмор, каква облека имаат, со кого се дружат, каде излегуваат. Токму затоа ово утро за оваа тема, но и за многу повеќе ќе разговарам со еден млад пратеник, со Јован Јаулевски, поранешен председател на УМС на ВМРО ДПМН, а сега пратеник во собранието. Јован, добро утро. Кога последен пат си бил на одмор? Добро утро, најнапред да ги поздравам вашите слушатели, да ви се заблагодарам за поканата. Последен пат сум бил на одмор нормално пред да зафати пандемијата, пред околу 2 години. Утрово туку што објавивме дека еден политичар од Канада, министер за финансии, во декември минатата година си поднел оставка затоа што бил на одмор на Карибите, додека целата нација, односно додека граѓаните на Канада беа во карантин. Ова многу наликува на нашата ситуација каде Љупчо Николовски, вице-премиерот, и Драги Рашковски, советникот на премиерот, беа на одмор, додека ние сме затворени после 10 часот. Точно така, но не очекувам дека тие двајца би го следеле примерот на канадскиот министер, затоа што тука има отсуство на срам и веќе Република Македонија не може да се спореди со ниедна друга држава, нити од регионот, а камоли со Канада. Впрочем, сите знаете, нели бомбастично го најави случајот со запленетиот путер, па после тоа си замина човекот во Дубај на заслужен одмор после големата акција против криминалот и корупцијата со заплената на путерот со истечен рок. Веќе не е ни за смеење, веќе е трагично, затоа што тој е вице-премиер за борба против корупцијата и криминалот, ама Република Македонија се наоѓа на 111-тото место на Transparency International по корупција, а тој се занимава уште со путерот. Тој се занимава со путерот, додека во исто време немаме постапка за многу случаи на висок криминал во Република Македонија. Тука би ги напоменал, впрочем и вие знаете, случајот Дака. Не гледаме дека има некаква истражна постапка или Ден Дончев, како целата македонска јавност го виде како ги става купчето со пари во неговата ташна на видео снимка. Немам информација до каде е тој случај. Леонардо Вилвин. Впрочем и последниот случај со Рашковски кој што замина во Мексико, кој што набави софтвер за МВР кој што не се користи. А веројатно и најголемиот проблем за владата тоа е овој скандал со набавката на вакцини од Хонконг. Тоа е најголемиот проблем од кој што владата проба да направи дефокус, но страшно е кога не се оди по официјални канали, не исконтактирале директно МНР македонско со МНР кинеско, македонска влада со кинеска влада, туку си оформиле, си нашле компанија која што ќе биде посредник за набавка на вакцините, која што треба да ги набави вакцините по двојно поскапа цена. Ако тоа не е воено профитерство на грбот на народот, ако тоа не е злоупотреба на народните пари, додека истовремено се губат човечки животи, тогаш не знам што е. И за ова еден ден мора да има одговорност кога Македонија ќе стане слободна и демократска држава, затоа што тоа во моментов не е. Разговарав со некои луѓе кои се разбираат во односи со јавност, а дел од нив имаат работено со СДСМ. Постои една теорија на заговор, дека можеби Рашковски и Николовски намерно излегле надвор од Македонија за да го предизвикаат овој скандал и на таков начин да го одвлечат вниманието од главниот скандал, а тоа е оној со вакцините, каде што буквално со секирата во медот е фатена владата и пред се Венко Филипче како министер за здравство. Видете, тие додека беа во Република Македонија, не дека нешто работеа и тука исто како да беа на одмор, само што сега официјално беа надвор од Република Македонија,
и поради тоа и статистиките и бројките се такви какви што се, нели како што споменав 111 место на местото на листата на корупција. Македонија исто така е квалификувана според Економист како хибриден режим. Последно мислам дека излезе статистика на Bloomberg каде што според бројот на смртност сме и според бројот на вакцинации сме петта земја од позади, од 132 земји, Македонија е 128 земја по бројот на примени вакцини. Мислам дека ако се продолжи со ова темпо на примање вакцини, на Македонија најверојатно ќе требаат од 45 до 50 години за да го вакцинира населението. Ваква неспособност досега не е забележана никаде во светов. Значи, вакцини веќе добија северно и јужноафричките земји, додека Република Македонија останува единствена земја која што се уште нема набавено вакцини. Јулески Мијанмар, земја која во овој момент де факто е во граѓанска војна, каде што се случи државен удар и до ден денес имаме насилство, имаме обиди на војската да презема одредени територии од претходната власт. Мијанмар има вакцини. Токму тоа го зборувам. И сега оној дефокус ги читам соопштенијата на СДСМ и се чудам дали овие луѓе живеат во реалноста. На ВМРО ДПМН е викаат му било криво што СДСМ склучил договор со сите производители на вакцини. Ајде да видиме кои се тие производители, со кого имаат склучено договор, кога ќе стигнат вакцини, кога ќе започне вакцинирањето со останатите вакцини. Срамота е да имаме најголема смртност во регионот и во светот, имаме најголем број на заболени, според глава на милион жители. Само вчера имавме 1300 нови заболени, 25 изгубени животи. Тоа се нечи брат, тоа е нечи сестра, нечи татко, нечија мајка, нечи роднина, нечи пријател, нечи другар. Кој е решението кое вие како партија, како ВМРО ДПМН го нудите во цела оваа ситуација? Знаете, во рете, се што кажувате сте во право, но како опозиција должни сте да ни понудите како вие различно би се справиле со се ова. Вие можеби ќе кажете дека во ваше време да бевте вие сега на власт, во Македонија ќе се произведува вакцини, некој сега ќе се изнасме, но реалноста е дека во Србија каде и да ќе почнат да се произведуваат вакцини. Токму така, уште на самиот почеток на пандемијата, ВМРО ДПМН и во поглед на здравството и во поглед на економијата понуди неколку сет на мерки. Впрочем, го поднесовме како пратеничка група и законот за заразни болести, каде што предвидовме да се формира експертска комисија за заразни болести која што ќе менеджира кризата со пандемијата, затоа што сведоци сме дека во многу наврати самата комисија за заразни болести носеше одлуки по политичка нарачка како што тоа му одговара на политичката елита на СДСМ. Читам еден коментар од она што ние го разговараме. Често сакам да следам што граѓаните мислат за она што јас го говорам со моите гости, и Александар извесен коментира: пак ли зборувате за вакцините? Па зашто да зборуваме како граѓаните во Република Македонија губат живот? И сме единствена земја во регионот која што се уште нема набавено вакцини. Зашто треба да зборуваме? Ако нас не е приоритет здравјето на граѓаните во моментов, не знам што треба да биде приоритет. Сме биле досадни затоа што во континуитет постојано сме говореле за вакцини. Знаете, од друга страна имаме една ситуација во која на граѓаните понекогаш перцепцијата им е поважно од нивното лично живење, односно од нивниот најголем проблем и проблемот што најмногу ги засега. Реален проблем е дека еден македонец во овој момент не може да излезе од својата земја затоа што ние се уште немаме имунизација, односно вакцинација масовна. И тоа не му е проблем му е што некој зборува за тоа. Знаете, малку се измести благодарение на пиар машинериите на двете големи политички партии, се измести перцепцијата кај обичниот човек во изминатите години за тоа што е важно, а што не. Видете, на крајот на денот важно е она што го мачи на секој македонски граѓанин. Тоа е и имунизацијата, заштита на здравјето на граѓаните и последиците кои што произлегуваат од неа. Економскиот колапс кој што се случува во моментов, имаме над 6200 фирми затворени, имаме над 55.000 изгубени работни места, имаме 500.000 граѓани кои што живеат на работ на сиромаштијата, и тоа е еден проблем со кој што ние како политичари, како држава мора да се носиме во иднина и да наоѓаме решение. И ако ние не изнајдеме решение
што побрзо да го имунизираме нашето население, нема да ја стабилизираме ситуацијата во Република Македонија. А тоа може да го направиме само доколку Република Македонија водат способни, кадарни и честни политичари, а не политичари кои со посредништво на компании сакаат да земаат провизии од набавка на вакцини, не политичари кои што личниот интерес им е на прво место, не политичари кои што го оставаат народот да умира во Република Македонија, додека тие се шетат во одмори во луксузни земји. Мора во Република Македонија веќе да се почитува принципот на одговорност, принципот на отчетност и принципот на честност. И токму затоа ВМРО-ДПМН не е само ВМРО-ДПМН е опозиција и нормално е ВМРО-ДПМН да критикува. Во исто време ВМРО-ДПМН нуди решенија, нуди и предлози. Така што за разлика од ВМРО-ДПМН, СДСМ покажува огромен демократски потенцијал и за прв пат во својата историја на директни избори СДСМ ќе избира председател. Тоа ќе се случи сега на конгресот во недела. Кој ви е фаворит на конгресот на СДСМ од кандидатите кои ги имаат на тој демократски конгрес, на тој отворен конгрес? Од кои кандидати? Од Зоран Заев и Зоран Заев. Од Зоран Заев и Заев Зоран. Навистина, чудна е оваа перцепција за демократија. Мислам дека излишен е одговорот и мислам дека тоа е една, како што кажавте, со нивната пиар машинерија, една привидна демократизација, како што кажавте на партијата, со што таму не е познато кој ќе гласа, како ќе гласа, не е објавен листингот. Многу ова е чак више. Значи, Јосип Броз Тито во некој од случаевите имал на тие пленуми на комунистичката партија, имал дури луѓе кои се кандидирале место него. А кога немало, кога бил само тој, имало за Тито или против Тито? Во случајот на Заев, ние немаме против на ливчето во СДСМ. Значи, едноставно, имате избор единствено да гласате за Заев или уопште да не отидете на гласање. Од она што мене ми стигна, ми доаѓа како информација од терен, како што тие говорат дека имаат 80.000 ажурирани членови, дека на голем дел од нив дека не сакаат воопшто да гласаат никако, нити за да заокружат, дека се врши и притисок да излезат нели да го заокружат ливчето за Зоран Заев, затоа за да испаднат што поголем број од ажурираните членови дека го поддржуваат на Зоран Заев. Во вашиот нов статут и вие ставивте демократски избори. И мислам дека може да се случи таму да од ажурираните нивни членови поголемиот дел и воопшто да не излезат, што е јасна порака дека ни членството не го сакам, но впрочем не ме интересира. Но може и да ги наполнат кутиите. Што доколку ги наполнат кутиите, кој е тој кој некого таму никој нема да сноси никаква одговорност? Искрено не ме интересира за внатрешпартиските состојби во СДСМ, гледаме дека има многу и тензија и деспотизам во СДСМ, впрочем деспотизмот од СДСМ Зоран Заев во моментов се обидува да го преслика во Република Македонија и тоа е мене она што реално ме закрижува. Во моментов имаме премиер каде што диктира, ги знае однапред пресудите, знае што ќе се, за кого обвинителството ќе покрене постапка. Имаме премиер кој што се јавува на службеничка, кажува кои коли да се пропуштат на царина, кои не треба да се пропуштат. Живееме во една ненормална ситуација каде што премиерот во Република Македонија се однесува како монарх и оваа држава во моментов може слободно и за Евистан да се нарече. Но еве сега, Заев се јавувал кај полициската службеничка за да пропушти автомобил, вчера излегува и јавно го признава тоа како доблест. Сега јас ви зборувам од перцепција на еден обичен македонец. Секој од нас во одредена фаза во животот се јавил негде за да фати одредена врска. Сега, тоа што не сме успеале да стигнеме до премиерот и тој да не биде врската, како во случајот на тие граѓани кои му се јавиле на Заев и го замолиле, па тој се јавил на полициската службеничка, може би е наш проблем. Кога ние македонците конечно ќе се тргнеме од менталитетот да бараме врски, а кога политичарите, кога вие ќе се тргнете од навиката да завршувате работа. Знаете, окей, тоа е огромна злоупотреба. Тоа што го направил Заев е кривично дело, тоа е злоупотреба на службена положба, класична. Точно. Но
сакам да кажам дека самиот систем некако е сетиран, па без врски денес во Македонија. Видете, не можете... најпрво мора да се почитуваат затоа се спрочен поради тоа се суспендирани институциите. Не може да се еува премиери да се пропушта возило на граничен премин. Затоа постои раководител во институцијата, затоа постои директор во институцијата, затоа постои работен службеник, затоа постојат правила и процедури кои што мора да се почитуваат. Што ако во возилото е, впрочем да речеме хипотетички, што ако во возилото имало 50 кг дрога? Да. Значи, не случајно се воспоставени одредени правила и процедури кои што мора да се почитуваат. Зоран Заев, како што кажав, се однесува како деспот во Република Македонија, се врши кривичен прогон само врз неистомислениците, додека за неговите луѓе, оние кои што се блиски до него, случаите магично се затешкуваат. Сведоци сме како се исконтролира случајот Рекет. Боро Малборо доби само 3 месеци условна казна, додека за возврат за тоа неговиот син доби лиценца за марихуана. Не видовме дека некој случај посебен се води за градоначалникот на Шутка кој што му ја искрши главата на еден човек. Мислам дека и таа пресуда дека заврши со условно, со условна пресуда. Не гледаме случај нити за Рашковски, нити за Лјупчо Николовски. Само оној кутерот за беле Ден со Дончев. кебапите што ги украде, само тој заврши во затвор. Нажалост тоа е реалноста во Република Македонија. Последната вест ова утро е дека бизнисменот Орце Камчев денеска треба да сведочи за случајот Меѓународен сојуз. Ново рочиште во Кривичниот суд Скопје денеска е предвидено да се одржи за предметот Меѓународен сојуз. Судиката Совче Ефремова на последното рочиште за овој предмет најави дека за денеска ќе треба да сведочат Јордан Камчев и Агапи Дика. Обвинети во овој случај се Бојан Јовановски, претходно нели осуден во Рекет, поранешната пратеничка од редовите на СДСМ Фросина Ременски, Миле Јовановски, татко на Бојан Јовановски и Јасна Мандик Ерцеговиќ. Чудно презиме. Второво, нормално, без никаков обид за дискриминација. Јовановски обвинет за измама и перење пари, Ременски обвинета за помагање во делото измама. Мандик за помагање во измама и перење пари. Ова е интересен случај, токму затоа намерно го прочитав оваа вест. Она што ми падна симптоматично тука во ова што го прочитавте е дека мислам дека мажот на една од обвинетите кои што ги прочитавте работи во Агенцијата за национална безбедност, но она што мене ме закрижува е што се враќаме како стрекна 1949 година, кога со белешки на удба се затвара луѓе. Зборувам за принцип сега, не сакам да бранам, да испадне дека бранам никого, но зборувам за принцип. Со белешка на Агенцијата за национална безбедност, ако се сеќавате, беше исто така притворен и господинот Митко Чавков. Емилија Накиевски. Сега знаете што е проблемот? Институцијата која ја издава таа белешка, односно Агенцијата за национална безбедност, е раководена од сопругот, односно кој е заменик директор таму, Јовче Ременски, на една од обвинетите во овој случај, каде што треба да сведочи Камчев. Од каде ние да знаеме дека можеби целото тоа притварање на Орце Камчев практично не е за да му се изврши притисок за неговото сведочење во овој случај? Не може да знаеме, но е симптоматично што тоа се случува баш во овој момент. Не треба да правиме компромиси со правото и правдата, не треба да ги нарушуваме тие принципи, но е доста симптоматично што тоа токму се случува во овој момент. И како што напоменав, нели со службена белешка се затвори Митко Чавков, нели му измислија дека поседувал некои вили на Халкидики кои што никогаш не ги најде и впрочем не постојат. Тоа значи дека утре со службена белешка може да се притвори Лјупчо Златев, Јован Јаулевски, кој било граѓанин на Република Македонија. АНАБА е претворена во институција која што треба да врши политичка пресметка и да се пресметува со неистомислениците. За жал тоа е АНАБА. Впрочем, уште од самиот процес на селекција во Агенцијата за национална безбедност, оние кои што беа професионалци над 10 години не го поминаа филтерот, затоа што не беа партиски подобни за елитата на власт, не беше спроведено тестирање со детектор за лаги и сите останати работи кои што треба да го потврдат кредибилноста на оној кандидат кој што треба да премине од дубака во АНАБА, и впрочем таму се создаде на партиска тајна полиција која што максимално се злоупотребува, и мислам дека во наредниот период ќе треба вклучително
и нови реформи во Агенцијата за национална безбедност, затоа што на овој начин гледаме дека брутално се злоупотребува. Ако се сеќавате и во еден снимен разговор кој што излезе помеѓу Зоран Заев и Александар Верушевски, самиот премиер спомнува што ќе му правел на Орце Камчев кога ќе дојде на власт, така да се тоа мисли дека како една пирамида во која што се исполнуваат желбите на премиерот. Да, он навистина станува напорно да се следи. Спомнавте дека можеби утре и мене ќе ме уапсат со службена белешка, да ви кажам искрено, јас немам ништо што да изгубам и добре дојдени се. Мене би ми дошло добро 2 до 3 години да завршам во затвор, каде што би можел да се посветам на докторат, но и на една добра книга за монструозноста на овој систем со работи кои никогаш никој не ги слушнал предходно. Јулески, да бидам искрени до крај, ВМРО ДПМН немаше некое многу големо, како да кажам, демократско владење за време на изминатите години. Не би се согласил. Во ред, имате право да не се согласите, но она што сега можеме да видиме една надградена и проширена верзија според мене, и тие злоупотреби кои се случуваат тогаш и беа скандализирани, сега се на едно повисоко ниво, но не се скандализирани. Тука е клучот. Зошто не се скандализира све проаѓа во Македонија? Заев утре може да излезе и да каже, не знам, дека поддржува педофилија, карикирам сега, и тоа ќе пројде во македонската јавност затоа што ние сме веќе навикнати на се и летвата колку и да отиде подолу нас не ни изненадува. Како да ви кажам, во времето на владењето на ВМРО ДПМН секако дека имаше грешки, секако дека имаше многу работи кои што не одеа во прилог на демократските процеси, но во времето на ВМРО ДПМН ваков деспотизам немаше. Сега гледате дека се затварат луѓе со службени белешки, впрочем и релевантните меѓународни институции го докажуваат тоа. Во времето на ВМРО ДПМН Република Македонија беше 62, 63, 64 место на скалата на Transparency International во борба против корупцијата, што беше впрочем и скоро пред сите земји во регионот, додека сега Република Македонија е во последните земји не во регионот, туку во последните земји во светот во таа борба. Така да од тој аспект сметам дека неспоредливо е сега ова што се случува во Република Македонија. Моментално македонскиот народ е деморализиран. Македонскиот народ додека се бори за парче леп, додека моли за место во инфективната клиника, за некој свој заболен. Како повторно од македонецот да направиме едно гордо суштество кое нема да дозволи некој туку така да гази по него. Го сменија името. Еве сега гледаме, знаете, ова што го гледам со Бугарија, па и со овој што не претставува сега на Евровизија, е еден дури очајнички отпор на овој народ кој очигледно е скршен после се што се случи. Господине Златев, ВМРО ДПМН е партија која што произлегува од борбата за македонските национални интереси. ВМРО ДПМН е токму партија која е заштитник на македонските национални интереси на македонскиот народ. И од тоа нема никогаш да отстапиме. Што се однесува до спорот со Бугарија, го споменавте, нашиот став е јасен. Нема никакви нити преговори, нити разговори за она што значи македонски јазик, македонски идентитет, македонска нација. Така да тука нашата позиција е кристално чиста и тоа може да се промени само доколку оваа неспособна политичка елита и го завршиме владењето што побрзо и на власт дојдат одговорни честни политичари кои што се грижат за македонските национални интереси, кои што се грижат за благосостојбата на македонскиот граѓанин, кои што ќе се грижат како да се опорави здравството, како да се опорави економијата и како да се заштитат националните интереси. Вие сметате дека единствено со доаѓање на ВМРО ДПМН на власт може да се случи повторно воздигнување на нацијата, односно излегување од оваа ситуација која сме сега. Па впрочем тоа е докажано и неколку пати, не мора јас тоа да го кажувам, секој нека се запраша себе си кога најгордо се чувствувал како во македонец во Република Македонија. Тоа било секогаш кога на власт било ВМРО ДПМН. Добро, некој ќе кажат дека најмногу најгорди како македонци се чувствувале кога гледале како се потпишува договорот од Нивици. Па, ако тоа ги прави горди, тогаш значи дека имаат измешано чувство на припадност, затоа што да бидеш горд на нешто што ти ја
дефинира македонската нација, македонскиот јазик и ти го променува твојот етникум, значи дека нешто не е во ред со вашето чувство на припадност. Не сакам да навредам никого, секој има право демократски нешто да подржи или да не подржи, но треба да бидеме бидеме јасни кој на каква позиција е. Да, ви сте од Струга, една општина која има прилично етнички комплициран карактер и се сеќавам и на тој референдум за територијална поделба, се сеќавам и на ситуациите во изминатите години и од средни школи, проблеми па така натаму. А сега Струга ќе се соочи со попис. Од тој попис ќе зависи колку проценти македонци, колку проценти албанци ќе работат во општинската администрација. Од тој попис ќе зависат многу работи кои нели треба да се случат во Струга, а во исто време тој попис се одвива во исто време додека нели трае оваа ковид пандемија и е од многумина оквалификуван како веројатно фалсификуван од самиот почеток. Како Струга ќе се соочи со овој попис и што значи овој попис за Струга? Па не само Струга и Република Македонија, впрочем би се навратил од самиот почеток на носењето на законот за попис во собранието. Имаме еден закон за попис во кој што не беше содржана методологијата, не беше познато кога го предложија законот за попис. Имаше еден закон за попис кој што не ги имплементира регулативите на Евростат и Обединетите нации за спроведување на попис. Ние ги изнесовме сите наши забелешки во поглед на попишување на резидентно население, во поглед како треба да се попишат и нашите во странство. Поднесовме многубројни амандмани од фингерпринт за поголема веродостојност до електронски попис, но сето тоа од власта беше одбиено, што говори за тоа што впрочем и вие самите го спомнавте дека во Македонија се одвива една политичка операција, не статистичка операција. Тоа се потврдува и со самото решение во предлог законот, каде што директорот и заменик директорот на Заводот за статистика имаат врзан потпис. Каде тоа постои во светот? Според која регулатива е тоа на Обединетите нации? Тоа е веројатно некоја нова федерална пракса во Македонија. Ако вие сакате да спроведете статистичка операција, нека биде тоа статистичка операција, затоа што пописот не е важен само за кој на кој етникум припаѓа. Пописот е важен за креирање на 10 годишни развојни политики во областа на образованието, во областа на работните односи, во сите области како треба да се развива Македонија и каде треба да се насочи владењето на институциите. Кока-кола врз база на пописот креира колку шишиња ќе продава во Струга на лето или сега доаѓаме во точно така. Се креира и самиот пазар на труд. Со каков кадар вие располагате, производство, каде треба да се вложи, каде треба да се излезе во Зајас, дека во Зајас живеат 20.000 луѓе и јас сум Volkswagen и викам дај да отворам фабрика таму. Да, и одиш таму, гледаш дека има спуштени ролетни во повеќе од половината куќи. Но не се. Сакам да кажам, да одиме чекор понатаму. Би отвориле Зајас во Volkswagen во Зајас, но Golf тројка не се произведува повеќе, така што се шегувам нормално. Но да одиме чекор понатаму. Ни воведуваат полициски час од 10 часот до 5 на сабајле. Тоа се најавува и за дека ќе се крати полицискиот час. Најверојатно чекат да им помине сега конгресот на СДСМ овој викенд под наредбата. Ја мислам дека они беа подготвени да не затворат, ама Рашковски и Николовски ги зафракнаа. Они беа може за да може да се вратат, да. Да, не за да може да се вратат, затоа што ќе им излезеше народ на улица на сред карантин, у случај кога тебе функционерите ти идат по екзотични локации, ти не затвараш сите нас. Ради тоа го да не ја изгубам мислата. Да. Воведуваат полициски час од 22 часот до 5 сабајле, а во исто време насила го туркаат пописот кој што го споменавте. Еве да ве запрашам. Предвидуваат 5000 попишувачи. Според статистиката на Светската здравствена организација, во периодот на инкубација на вирусот, доколку едно лице инфицирано, може да зарази до 9 лица. Тоа е некој просек кој што го детектирала Светската здравствена организација. Тоа значи хипотетички дека овие 5000 попишувачи кои што самите не се заштитени, затоа што ние во Република Македонија неспособната влада не може да набави вакцини, не ги заштитува, треба тие 5000 попишувачи да ги изложи на ризик и да ги прати во стотици илјади семејства на посета, со можност истите
или да фатат или да пренесат COVID-19. Дали ме разбирате? Да. Значи, тоа ќе имплицира и лјадници ново заболени, уште голем број починати лица, извинете, ама секоја нормална европска држава во моментов, Германија, Франција, па дури и земјите од регионот, Србија, Бугарија, ги одложија своите предвидени пописи од октомври натака. Па некој дури и за наредната година. Сериозни земји во светот кои што веќе ја започнали имунизацијата. Да, кои што веќе започнале со заштита на своето население. Германија не е сериозна држава. Нашата влада сака да испрати 5000 попишувачи кои што самите нема да бидат заштитени, да влегуваат во нашите домови. Кој им е крив на швеѓаните, кој им е крив на германците кои го немаат Артан Груби како вице-премиер за да ги принуди во тој попис. Знаете, во ред, но на крајот од денот пак ќе дојдеме во една многу лоша позиција. Тоа е, одредени политички структури во нашата земја веќе излегоа и рекоа ние не отвараме врата и така натаму, повикуваме на тоа. Од друга страна тоа може да биде голема кнедла, затоа што ако излезат бројките погрешни може да не федерализираат државата, но и огромен притисок од одредена групација кон ВМРО ДПМН, па вас ви викаат вие не сте доволно патриоти, вие не повикувате на бојкот на пописот, знаеки дека повикување на бојкот е кривично дело. Што говори разумот? Разумот говори следно, дека овој попис треба да се одложи, дека треба да се спроведе согласно препораките на Евростат и не се одложува и не се спроведува. Што понатам? Дозволете да ја завршам мислата. Да, слободно. Јас дома имам двајца хронично болни родители. Јас не можам да ги обвинам моите родители доколку не отворат врата затоа што немаат примено вакцина и тој што доаѓа нема примено вакцина. Не знае дали тие некој ќе му пренесат болест или тој нив ќе им пренесе болест. Тука е македонската хипокризија во моментов. Значи овој попис мора да се одложи. Едноставно мора да се одложи овој попис. Доколку не се одложи, тој јас ви тврдам дека ќе биде на штета на македонскиот народ и на македонските национални интереси, затоа што тенденцијата е да се исполни политичкиот договор помеѓу Заев и Ахмети и македонците да испаднат во помал број. Од друга страна, албанците не се имуни на корона, барем до она што до сега сме го виделе. Многу сограѓани албанци починале од корона. Јас од самиот почеток се сомневам со вакво законско решение во кредибилноста на самиот процес. Јас се сомневам дека тие бројки на крај би биле само напишани. Јас не се сомневам во едно, дека овој попис, вака како што се спроведува во услови на пандемија, ќе биде на штета на македонскиот народ. И јас сум од Струга, јас споменавте Струга, и сметам, и не ми е мене се едно дали ќе бидеме ние 15% во општината или ќе бидеме 45%, затоа што за жал нашите права се врзани со процентите. Толку ќе треба потоа да добиеме вработување во општинската администрација, во државната администрација, толку ќе треба да добиваме раководни или да не добиваме раководни места во градот. Значи нашиот статус како македонци во Струга ние мора да си го заштитиме, но пред се треба да го заштитиме здравјето на сите граѓани и овој попис да се одложи и да го спроведува една влада која што нема да го спроведува политички, туку ќе спроведува една статистичка операција согласно препораките на Обединетите нации. Секој оној кој што е надвор повеќе од 12 месеци од Република Македонија не треба да се пишува како резидент, односно како жител на Република Македонија. Каква е сега меѓуетничката ситуација во Струга? Одамна не сме слушнале никакви тензии поголеми. Добра е меѓуетничката ситуација, не можам да кажам дека е лоша. Јас имам многу пријатели албанци, турци, роми, власи, живееме сите заедно, сите се соочуваме со истите проблеми. Љупче, оваа влада не е способна за некого или неспособна за некого. Оваа влада е неспособна за сите. Млади луѓе и македонски граѓани заминуваат и од кога ќе се пребројуваме ние македонски граѓани македонци, колку албанци кога немаме вакцини ни едни ни други. Македонци и албанци заминуваат и од Зајас и од Делчево, и од Липково, и од Неготино, и од Кавадарци, и од Гостивар, и од Чегране, и од да не набројувам места. Проблемите се заеднички за сите. Умираат и македонци и албанци. И македонци и албанци ги губат работните места, и македонци и албанци ги затвораат своите фирми, и македонци и албанци млади луѓе заминуваат од Република Македонија затоа што не гледаат просперитет. Кај што спомнав мислувањето, на 8 место сме во светот
одлив на високо квалификуван млад кадар од Република Македонија. Ние не креираме како држава политика да го задржиме квалитетниот кадар тука. Затоа што побитно е да се вработат керките и синовите на функционерите на власта. Германија одлично се справува со корона кризата, браво за македонските доктори. Тоа е една од најтажните пораки, најтажните статуси кои пред некое време ги прочитав на Твитер. Браво за македонските доктори кои во Словенија, во Норвешка, во Велика Британија, во Германија се справуваат со ковид пандемијата затоа што се принудени да побегнат, да се евакуираат одовде. Јас би ги поздравил македонските доктори тука кои што даваат од целото свое срце да се справат со пандемијата во несоодветни услови, со несоодветни протоколи и со се уште за жал без вакцинација. Би ги поздравил сите, не се само македонските доктори кои што одат во странство, верувај, си одат се поголем број на луѓе затоа што тука не гледаат перспектива. Како што кажав, на 8 место сме во светот според иселување на високо квалификуван млад кадар. Имаше и многу бројни истражувања каде што говорат дека 80% од младите размислуваат да се иселат од Република Македонија, а половина од нив веќе преземаат конкретни чекори во таа насока. Тоа е фрапантно. Замислете дека само 10 до 15% од средношколците ја гледаат иднината во Република Македонија. Тоа говори за еден поразителен факт дека довербата во институциите е загубена, довербата, односно надежта е изгубена. Со еден збор, надежта за просперитет иднина во Република Македонија во моментов е изгубена. Струга е прилично далечна локација до Скопје. Тоа би значило дека вие треба највисоки патни трошоци да имате од сите пратеници. Порано постојано се разговараше за патните трошоци, сега како е таа ситуација таму? Па видете, секој согласно своето законско право користи нели онолку колку што присуствува на комисии, седници, предпоставувам. Сега јас не можам да зборувам за другите пратеници, можам да зборувам за мене. Патните трошоци се право кои што се предвидени согласно законот во Република Македонија. Видов дека тоа ги иритира граѓаните, но не се само патните трошоци. Јас тука би ги споменал и околу 2000 функционери во државата, например еве заменици министри кои што имаат кабинети, кои што имаат шофери, кои што имаат право на репрезентација. Имаше повпрочем еден пример сега пред 2 дена и градоначалникот Рамис Мерко потрошил 27.000 евра за... Но Мерко кажа дека со тие 27.000 евра што ги потрошил по кафеани, тој практично ја помагал македонската економија и ги спасувал угостителите во овие тешки моменти. Јас лично како пратеник не сум ни во првите 10. Јас сум редовен посетител на кафеани, не знаев дека тоа е израз на филантропија. Знаете. Мислев дека е само хедонизам во прашање. Видете, го прочитав некаде тој наслов, како и да е, се однесуваат неодговорно према народните пари, затоа што тоа се народни пари, нас не бирале граѓаните и не треба да бидеме одговорни само пред самите себе, туку највеќе треба да бидеме одговорни према граѓаните. Она што мене ме иритира во собранието е... Јас не користам повеќе од она што ми е потребно. Нормално дека е потребно да ставите гориво од Струга да дојдете во Скопје. Тоа е нормално, затоа што сепак се работи за една дистанца која е огромна и доколку немате патни трошоци без плата ќе останете. И лесно и се проверува. Се проверува така. По километар, односно колку троши прашање еден автомобил и така натаму. Јулески, исто така многу важно да се напомене е дека, еве мене да речеме многу ме иритира кога доаѓам во собранието. Има нели таму она што се нарекува бифе и во бифето кафето ни го наплаќаат и на нас новинарите како и на вас пратениците 15 денари. Еспресо. Да се напиеш додека во било кое кафуле во Скопје да пиеш кафе ти е 70-80 денари. Еспресото. Сега нели е малку неправедно за пратени кафе да чини... Добро, видете сега, собранието не е кафич или кафана па за комерцијална потреба да прави профит. Најверојатно наплаќаат онолку колку што... По набавна цена. Колку што го набавуваат. Да. Не сум размислил, практично ствари да, не е тоа под концесија издадено. Туку е со сите овие... Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е се уште болен од корона.
тој навистина тешко ја помина, го помина целиот тој период, беше овде, следниот ден веќе беше позитивен, па заврши на инфективната клиника. Гледам дека секојдневно се обидува да се бори во таа ситуација, пишувајќи нели на социјалните мрежи. Имате ли информации како е? Председателот Христијан Мицкоски е сега во подобра ситуација, нормално уште се опоравува од последиците од COVID-19. За жал оваа болест не избира човек, никој не е имун на оваа болест. Впрочем, јас лично самиот ја прележав, за среќа со полесни симптоми. Тука би сакал да му посакам добро здравје него и на сите оние кои што се заболени од COVID-19, што полесно да поминат и побрзо да бидат функционални заедно со нивните семејства, и на председателот Христијан Мицкоски што побрзо да се врати за нормално, побрзо да урне на оваа власт. Вие бевте делегат на претходниот конгрес? Да. Сега, како делегат на претходниот конгрес, вас сега Ивица Коневски и сите тие сега што наводно ќе прават нели вонреден конгрес, би требало да ве поканат да присуствувате и на сега тој нивниот фамозен конгрес на кој ќе го менуваат. Мицкоски, сте добиле покана некаква? Видете, излишно е да се коментира за една мала група на луѓе кои што најверојатно поради нивниот лош бекграунд сега се седнати во скутот на Зоран Заев. Тие треба да испорачаат агенда, нели да направат од ВМРО ДПМН е тема да се збори. И демек има некакви несогласувања? Дека од ВМРО ДПМН треба да се направи тема за да се збори по провладините мадиуми, за да не се збори за криминалот и корупцијата кои што владеат во Република Македонија. Јас повеќе би сакал да зборувам за неспособноста во здравството, за криминалот и корупцијата, за пописот, за националните катастрофи кои што ги доживуваме додека СДСМ е на власт, за подрениот справен систем, корумпираното обвинителство. Јас за тоа сакам да зборувам, за проблемите на татунарите, за проблемите на лозарите, за проблемите на младите, за иселувањето на младите, како треба да најдеме решение и како да се подобри ситуацијата во Република Македонија. Не сакам да зборувам за нешто што треба да значи дефокус од реалните проблеми во Република Македонија. Впрочем, тој самиот така наречен конгрес нити е легален, нити е статутарен, така да нивната тежина, ако сакаат и нека си направат партија, нека име со среќа, па нека се измерат да видат колку тежат самите. Тоа се луѓе, како што кажав, кои што се искомпрометирани од минатото и сметам дека немаат некоја посебна тежина. Секој оној кој што сака да се бори реално против оваа власт, да се смени деспотот Зоран Заев од власт, е добре дојден да се приклучи во ВМРО ДПМН и заедно да ја поведеме оваа борба. ВМРО ДПМН е отворена и демократска партија и македонскиот народ, нормално е македонските национални интереси да ги персонифицира со ВМРО ДПМН. И во тој поглед секој оној кој што сака да се бори против оваа хунта на власт, против овој бандитизам, против оваа неспособност, е добре дојден да ни се приклучи во таа борба. Интересно е, да, како некои се обидуваат да не тргнат од реалните проблеми. Еден од најголемите реални проблеми во овој момент е тоа што одредени цели економски индустрии паѓаат благодарение на ковид кризата, а државата во некои сектори дури помага да паѓаат, како во угостителскиот сектор. Во исто време Струга, од каде што пак ќе кажам дека потекнувате туристички град и зависи во многу животот на Стружани од туризмот. Секако дека зависи, за жал тоа е све поврзано, пак ќе споменам со имунизацијата. Доколку ние веќе имавме набавено вакцини, доколку владата беше одговорна, ние ќе можевме да зборуваме веќе од септември, дури за летово, да можеме да пуштаме нели туристи, странци од странство да ја посетуваат Струга и Охрид. За жал хотелите во Струга и во Охрид се уште се поголемиот број под клуч. А летово ќе останат и празни веројатно. Да почнеш имунизацијата на време, сега ќе зборувавме за успешна туристичка сезона. Немаше да зборувам, сега ќе зборувавме за изготвување на протоколи за физичко присуство на учениците, а немаше да зборуваме за концепција за основно образование кое што е на штета на учениците. Има многу теми кои што ние отворивме. Дека можеби и од оние 3-4 пакет мерки кои што владата претходно ги предвиде, замислете само 1 или 2% беа наменети за гостителите, што е фрапантно. Нити рестораните за свадби, нити рестораните, нити кафичите, нити па хотелите добија некоја кој знае каква реална помош. Она што е исто така интересно во целата оваа ситуација
е тоа дека нели овие бизниси тонат, пропагаат, а нас не убедуваат дека не е можно нели да се изврши така брзо имунизација, а вчера и официјално Израел ја победи корона кризата и го победи коронавирусот со масовната имунизација која се случи поради навремена вакцинација. Србија до летоска ќе го постигне тоа, веројатно. Веројатно, да. Истото важи и за Соединетите Американски држави, за Велика Британија. Знаете, има проблеми. Се AstraZeneca делувала вака, оваа вакцина делувала онака. Има проблеми, не дека нема и во нивните системи и во нивните процеси, но барем тие гледаат светло на крајот од тунелот, а ние гледаме ВОС. Еве, петтиот сет пакет на мерки. Сада сама цело време обвинува дека ВМРО ДПМН го кочи. Да. Го кочи. Јас сакам да објаснам следното. Тој предлог закон стигна во собранието на 17 февруари. Од 17 февруари владеачкото мнозинство дури го постави на 23 март, сега во вторник. Тоа е веќе повеќе од 1 месец петтиот сет пакет на мерки. Зошто не го постави на 18 февруари, на 1, 2, 3 март, кога впрочем под притисок на Зоран Заев требаше побитно беше внатре да му изгласа доверба на Зоран Заев, него ли да се донесе петтиот сет на мерки за поддршка на стопанството. Така да таа теза не држи. Клучното прашање што се поставува тука е дека најверојатно државата е пред банкрот и немаа пари да го поддржат стопанството во февруари кога го поднесоа, и затоа толку време самите го долговлекува носењето на петтиот сет закон на мерки за да се повторно да се направат заеми, што впрочем ги гледавме на последните неколку седмици. Ние дискутираме за 5 закони за заеми. 70 милиони евра за автобуси, не знам, 21 милион. Подобро не држете 21 и пол не милион. задолжувате 21. Дај фатете кочете ги на вистина да не задолжуваат. ВМРО ДПМН е оние закони кои што се добри за поддршка на стопанството и во однос на ковид мерките, нормално е дека ги поддржува и дека ќе ги поддржи. Но она што значи удирање по џебот на народот, ВМРО ДПМН максимално ќе го блокира, и тука немаме дилема. Ако нема мнозинство на тие закони, ВМРО ДПМН нема да влегува во салата. На тие закони, доколку има мнозинство во ВМРО ДПМН и со дискусија, со аргументи ќе ги одолговлекува колку што може. Заев се пофали дека СДСМ има мнозинство и тоа го потврди со гласање, каде што нели толку пратениците му изгласаат доверба, но во исто време, исто така очигледно е дека многу тешко оди работата на собранието, пред се поради тоа што не можат баш и да обезбедат кворум. Што мислите, дали ова собрание со оваа функционалност може да продолжи и дали се реални оние барања на Заев за заедничка влада и споделување на одговорноста во овие тешки моменти? Мислам дека не се реални, мислам дека тоа му е изјава принудена од неспособноста со која што се соочува секој ден и од притисокот кој што го трпи најверојатно од дуи од помладите коалициони партнери во коалицијата. Мислам дека тоа е таа изјава изнудена од тие две работи. Сметам дека од друга причина нема функционалност. Не само собранието нема функционалност, државата нема функционалност поради нивната неспособност. Не сакам да се повторувам по неколку пати, ги гледаме сите параметри. Ова влада што побрзо си замине, тоа подобро за народот во Република Македонија. И мислам дека не само собранието, туку и нивната неспособност ќе ги натера да се стави крај побрзо нова нивно владење. И сметам дека најдобро решение во Република Македонија во моментов е да се формира Зоран Заев да си поднесе оставка, во Република Македонија да се формира влада од експерти, која што ќе работи на неколку клучни теми битни за сите граѓани на Република Македонија, кои што се важни во моментов. Тоа е справување со последиците од ковид пандемијата, како на здравствен, така на економски план, и заедно со локалните избори во октомври, крајот на октомври, да се организираат и предвремени парламентарни избори. Тоа е едно решение кое што е најдобро за граѓаните на Република Македонија. Додека говорив тоа, ми стигне на информација која ми ја пратив на колегите од порталот да ја објават, но ве следе внимателно. Груби во Косово ќе бара помош за пописот. Првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби денеска ќе престојува во еднодневна
посета на Приштина. Групата ќе оствари средба со лидерите на политичките партии, ги реди тука сите од Косово политички разговор. Тема на разговор на состаноците ќе биде пописниот процес во Република Северна Македонија, се вели во најавата. Во Република Што има Косово да се меша во Република, каква и да е и нивната Северна и нашата Македонија, што баре Косово да биде тема на официјална средба пописот во И Македонија? јас не гледам што има Косово да бара за пописот во Република Македонија, но тоа е поради анемичноста на оваа власт. Видовме дека и во претходниот период бугарски политичари ја вметнуваа картата на целата територија на Република Македонија во Република Бугарија, официјални бугарски политичари, Каракачанов, а македонските власти, Министерството за надворешни и останатите релевантни институции не испратија никаква реакција по тој повод. Ние сме анемични кон мешањето на соседите во внатрешните работи на Република Македонија. И токму тоа е една од главните забелешки на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН како државотворна партија нема да дозволи такво однесување во иднина, кога ВМРО-ДПМН ќе биде на власт. А господинот Гроби не би сакал да го коментирам. Тој за мене е лично докажан иредентист и националист, кој што овие потези ги прави за политички поени, и тој не е ништо од еден го видовме неговото дејствување впрочем и на Скопското кале, кога ја нападна навивачката група Комити, така да господинот Груби со неговата непопуларност кај албанците, тој не е популарен нити во членството на ДУИ, нити кај албанците, сака да најверојатно да си го збогати или да го зајакне својот политички рейтинг. Јулески, вие сте биле дел од студентски организации мимо партијата? Да, сум бил. Се сеќавам на вас, вие бевте во студентскиот парламент. Да, далечната 2011-та 12. 2011-12, ја тогаш организирав протести против вас. Да, против тоа, нели, раководство цело на студентскиот парламент како млад студент. И сега се присетувам колку сум бил глупав во тие минути, затоа што сум верувал дека политичките раце можат да се тргнат од студентското организирање. Дури тогаш влијанието политичко не беше толку големо колку што е сега. Сега нема ни протести, ни јауци, а оние кои беа најголеми пленумци, оние кои најмногу се бореа за студентските права, денес се естаблишмент на студентското организирање кој праќа соопштенија и ја поддржува власт. Чудна е ова иронија на историјата, чим јас револуционерот од 2011 година вака морам да ги критикувам моите наследници, но студентите некако се помалку им се слуша гласот. Видете, тоа впрочем е и проблемот во самиот закон за високо образование во кој што е уредено студентското организирање. Ваков модел на студентско организирање како што постои во Република Македонија го нема никаде. Рачунајте дека студентскиот лидер го избират 44 луѓе, делегати предложени од по 20 делегати од секој факултет. И 44 луѓе избираат претседател на студентско организирање кој што треба да представува, да речеме, на УКИМ 25.000 студенти. Тука ние го обвинувавме Медо дека ги мести и изборите, Живковски. Не. Да, ние, мислам, јако протестирав. Ние го обвинувавме дека мести избори. Сега кога дојде СДСМ на власт и направи нов закон, сега нема избори. Не можеш ни да ги наместиш, знаете. Не само што нема избори, еве, ја колку што ми е познато и мандатот им е истечен, не гледам како според кој правилник се продолжил, дали имало избори, дали се избрал нов. Но тоа е една аномалија и затоа во Република Македонија треба политичарите, без разлика кој е на власт, да ги тргнат рацете од студентите, да се изградат студентски организации кои што ќе се борат за правата на студентите. Како тоа треба да се направи? Имаме блиски земји во регионот, треба да се преслика моделот, еве да речеме, на студентско организирање од Словенија или од другите земји, да имаат студентите независност. Впрочем, студентите, замислете, се финансираат од деканите на факултетите и од ректоратот. И сега ако јас како студентски представник треба да се борам за правата на студентите кои што ги представувам, а зависам од тебе со финанси, како јас тоа ќе го направам? Студентите треба да бидат независни и во финансирањето, и во организирањето, и според мене треба да биде непосредно избирањето на студентски лидер, се со цел како што беше и сите претходно. студенти да учествуваат. Па макар и пискала Ивана Туфекџиќ
и влечела кути и таму и се обидувала да го сега една прекине специфична процесот. ситуација, студентите поголемиот дел не посетуваат настава со физичко присуство и тоа е дополнителен проблем за студентите да не можат да се организираат, да потекнуваат, да произведуваат иницијативи и така натака. Зошто не предложите закон со кој оваа недемократија во студентското организирање ќе се измени? Видете, ние цело време алармиравме, но знаете како се носат законите во Република Македонија. Се носат на сила, без сослушување на опозицијата, без прифаќање на амандманите на опозицијата, така да во идниот период кога ВМРО ДПМН ќе преземе власта, ќе пристапи кон напредување на студентското организирање и изработка на еден модел кој што ќе биде нормален за секоја европска држава, така и за Република Македонија, како што е во секоја европска држава. Јулевски, помина скоро 1 час, односно 1 час и 5 минути. Ти благодарам многу за ова твое гостување, многу теми не отворивме, се изнаприкажавме за многу работи, навистина ми е драго што има пратеници кои се млади и размислуваат вака демократски отворено кон одредени прашања, особено кон ова за студентиве. Видете, треба некогаш да бидеме и само критични, затоа што народот во Република Македонија политичар го перцепира како лажбо и како нешто нечесно. Мора да ја промениме таа слика и треба да бидеме некогаш само критични, да признаеме кога грешиме, да се поправиме и нормално да бидеме транспарентни и отворени. Никој не е безгрешен и никој не е како да кажам идеален. Така да во тој поглед мора да имаме народен пристап, човечки пристап и пристап кој што произлегуваат проблеми и да ги решаваме проблемите онака како што сакаат граѓаните. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани слушатели, тешко е во Македонија да се биде самокритичен, затоа што во Македонија толку многу ве критикуваат што немате ни време самите на себе да си дадете критика, бранејки се од другите. Во Македонија сите знаат се за секого освен за себе. Така и со оваа порака за самокритичност и ќе завршиме оваа емисија. Треба да бидеме самокритични и да сватиме дека веројатно и наша индивидуална вина, некаков погрешен избор на избори, некаква активност, некоја навика која сме ја стекнале, можеби вината за она што во овој момент се случува во Македонија. Но главна вина пред се има кај власта, но за нејзиното доаѓање повторно виновни сме ние. Останете со фреквенцијата 107,4, продолжува радиоподиумот на Радио Лидер со колешката Јелена Секуловска. Денес е 18 март 2021 година. Јас сум Лјупчо Златев, главен одговорен уредник на Лидер ФМ. Издодевно ми е секое утро да го кажувам ова, но ми е законска обврска. Техничката реализација е на Јане Јанков и Мартина Костандинова. Бидете тука и читајте lider.com.mk, има прекрасен дизајн.